Почитувани, добре дојавте. Активирањето на свлечиштето на водно кај клинички центар повторно го отвори прашањето дали е водно стабилно и колку е безбедно Скопје под него. Дали станува збор за изолиран инцидент или за предупредување дека природните процеси, поддржани од човечкиот фактор, го земаат својот данок. Да си кажеме денеска со врвни експерти за свлечиште и градежништво. Што точно се случува на теренот, кои се ризиците и што мора да се направи за водно да не стане закана за градот. Во студиото се професор доктор Игор Пешевски од Градежниот факултет и професор доктор Јосиф Јосифовски, декан на Градежниот факултет. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Да, добро најдов. Да, при тоа и двајцата доаѓате од иста катедра, геотехника, она специјалност што подразбира конфигурација на терен и токму свлечиштата, ерозијата, се ова за кое ќе зборуваме во продолжение е ваша стручност. Пред околу 3 седмици беше актуелно во Скопје, во медиумите, дека се активираше свлечиштето кај клиничкиот центар. Дали станува збор за старо свлечиште, кое тогашните обилни врнежи од дожд повторно го активираа, или станува збор за некое ново дополнителна дестабилизација на теренот? Па еве ја да почнам. Благодарам пред што не викнавте да дискутираме на оваа интересна тема и поздрав до вашите гледачи. Точно лоциравте, проблемот не е нов. Проблемот подолго време се анализира и Градежниот факултет повеќе наврати бил ангажиран да оцени состојбата и да го процени ризикот од слекување на тој дел од падините на водно. И како што беше и последниот пат, беше покрената иницијатива од Центарот за кризи, на кој што се одржа една седница со заклучоци за да се следи и мониторира состојбата со тој дел на падините на водно. Градежниот факултет, како што кажавте, како една од најистакнатите и реномирани институции кои работи од областа на геотехниката, беше повикана на тој состанок и ние дадовме соодветен придонес на тие дискусии во делот на ангажман за следење, да речеме, и проценка на состојбата, како што кажав. Она што сакам да истакнам е тоа што и претходно сме биле ангажирани за истиот проблем, меѓутоа некако никогаш не успеало да градот најде или општината да најде начин како да го разреши токму тој проблем со конкретни акции на терен. Бидејќи велите како Градежен факултет бевте присутни, дадовте свој придонес таму. Што вели науката од ваша перспектива сега? Дали станува збор за, бидејќи не е нов проблемот, рековте се повторува, за своевиден аларм, односно будилник, и дали конечно успеа да не разбуди како општество, како систем, или пак станува веќе збор за доцнета акција која само ќе биде санирање на штети на мерки? Можно ли е трајно решение на проблемот, како што велите? Видете, за конкретната локација апсолутно можно е трајно решение да се изнајде, меѓутоа убаво и напоменавте, представува своевиден будилник, затоа што тоа не е единствената локација каде што се јавуваат такви проблеми или каде што има потенцијал да се развијат. На голем дел од водно, во делот под паркот шума водно, да речеме, имаме зголемена урбанизација, непланирана урбанизација, и во тој смисол загрозени се некои од основните принципи што викаме на градежништвото, да речеме, во делот на стабилноста на терените на водно. Имено знаете дека водно и самото име го добива од тоа што има подземни води, а подземните води се еден од тригерот, ние ги викаме елементи кои што предизвикуваат вакви слекувања. Добро, за конкретниот случај ще малку пред да зборуваме генерално и за водно и за други свлечишта, односно потенцијални свлечишта на ризични региони во нашата земја. Колку што знам јас, при претходното активирање на ова свлечиште, некаде беше мај 2024 или нешто порано, беше задолжена тогашната администрација на град Скопје да изготви хидролошка студија за менаџирање на подземните води, нешто што би било веројатно прв чекор кон санација, кон трајно решение на овој проблем. Дали бевте вие како Градежен факултет, како катедра за геотехника ангажирани, дали знаете дали е таа хидролошка студија изработена? Да, ние немаме информација за изработување на таа студија. Не знам, сега последно Јосиф беше присутен на
на увидот на терен, така да Јосиф ако има нешто ново. Да, вака, значи Што се случува? Што од вас како гражданин факултет конкретно побара и кои мерки вие ги препорачувате за трајно решение? Значи, ние направивме една листа на мерки и активности, од кои што првите мерки се интервентни мерки, да речеме, за регулирање на водите и атмосферски и подземни води во таа зона, а за посеопфатните мерки ќе треба да се изготви некакво решение во смисла на проект за санација која ќе предвидува посериозни мерки со примена на подпорни тела, подпорни ѕидови и така натаму. Колку би чинело се во ова? Зошто е толку сложено и зошто не може трајно да се заврши? Зошто би чекале сега нови обилни врнежи на дожд, бидејќи влегуваме во една сезона на повеќе, можно е да врне и снег, доаѓа на прагот сме на зимата, потоа снегот ќе се топи и ќе има веројатно поголем проток на вода, значи можно е скоро повторно да се активира овој проблем. Колку би чинело тоа како ангажман на градот или на општината и генерално на надлежните за трајна санација? Да, не би требало да е голем трошок тоа за градот, да ви кажам. Меѓутоа проблемот е повеќе од друг аспект, се работи за приватен имот, каде што има собственици и градот нема надлежност да влезе и да делува во тој простор. И затоа на Центарот за управување со кризи беше разговарано да се добие одобрение од влада, со кое што ќе може Центарот за управување со кризи да има надлежност да влезе и во некоја ситуација да го санира тој проблем. Со оглед на тоа што станува збор за дел од Скопје кој се наоѓа над виделна инфраструктура како што е клиничкиот центар Мајка Тереза, и без оглед на тоа што е веројатно на приватен имот, ќе мора државата, односно надлежните, нешто да преземат таму. Па видете, се сеќавате и за оној подпорен зид точно кај клиничкиот центар. Практично целата појава е поврзана тука. Така. И тоа сликување за кое разговараме сега во моментов е по наше мислење поврзано и со подпорниот зид на клиничкиот центар кој и до ден денеска е во таа состојба таква каква што се појави и не е саниран. Така да итно мора да се преземат некакви мерки и најдобро кажавте во воведот, веќе 3 недели еве како ги очекуваме тие одлуки од владата за да може таа екипа која што се договори, екипа во состав експерти во состав од градежниот факултет и од ИЗИС, да излезат на терен, да направат основна проценка и да започнат со тие мерки за санирање, како што реков во прва фаза интервентни, а подоцна и посериозни мерки со кои што конечно би се разрешил тој проблем во тој дел или во таа зона на водно. Добро, спомна професорот Јосифовски дека не само овој потек, туку и други потенцијални ризични предели на водно има поради таа поголема урбанизација и засилена градба во последниве години особено. Имате ли вие како градежен факултет или постои ли некакво мапирање кои се потенцијалните ризични други делови на водно, па и генерално во Македонија, кои се други како терен, како географија подложни на свлечишта од поголеми размери? Јасно, да. Бидејќи сме планинско-ридска земја во најголем дел од нашата територија, за очекување дека вакви процеси ќе се јавуваат и на други места. Во таа насока постојат научни пристапи и принципи по кои што се прави проценка, за која што е потребно одредено ниво на достапни податоци, од смисол на геолошки податоци, хидролошки податоци, покриеност на земјиштето и така натаму. Такви карти се изработени за нашата територија и биле правени во минатото во повеќе наврати, нормално со пристапите кои што тогаш се применувале. Кои се најризични точки? Тоа се пред сега би рекол некои патни делници кои што се изложени на одрони, значи тоа е еден посебна категорија од свлечиштата, можеме и за тоа малку да може да направите само кусо едно објаснување што е разликата помеѓу ерозија, свлечиште и отрон, веројатно во брзината на падот, меѓутоа само кусо да не губиме многу време. Значи свлечиштата во суштина е генералната категорија, внатре спаѓаат две подкатегории кај што имаме свлечишта во почва и во карпи. Тие во карпи претпоставувате бидејќи цврст материјал, најголем дел ќе бидат одрони, додека почвените материјали ќе се свлекуваат како тој начинот што го гледаме кај водно. Од аспект на брзина имаме свлечишта кои што се многу брзи, тоа се одроните, имаме свлечишта кои што имат да кажеме брзина од неколку милиметри на година. Тие може да бидат предмет на долгорочен мониторинг, иако не предизвикуваат некаква опасност по објектите, можеме и со тоа да живееме, да речеме на некој начин.
Од друга страна има процеси кои што се многу слични на поплавите. Тие ги викаме течишта. Најчесто во планинските региони се јавуваат. Тоа беа случаевите во Шипковица, во Тетово, кај што имаме жртви за жал, да. Добро, и кога спомнавте веќе во милиметри се мери таа брзина, односно бавност на свлекувањето, на лизгањето на земјиштето, и рековте најопасни се оние кога станува збор за одрон. Ако ги тргнеме настрана на одроните, кои се неочекувани, непредвидливи, не можат веројатно да се Па можеме, ние со мапирањето, со картите ги предвидуваме регионите во кои што тие ќе се јават и понатаму има постапки со кои што се прави проценка на ризик, во смисол кои делници се поризични од некои други и тука се дава, да речеме, се прават планови според кои што се работи на надминување на тие проблеми, значи временски рамки, примена на одредени мерки за стабилизација и така натаму. Значи, а кога станува збор за она побавно лизгање во милиметри која се мери во текот на годината и кои се ставени на континуиран мониторинг, како што рековте, има ли брзина со која е измерено брзина? Може ли да кажете со која брзина се лизга водно, например, конкретно? Значи, таму ние немаме инсталирано, да кажеме, такви инструменти, меѓутоа тоа е возможно да се постават на многу локации и да се прави тој мониторинг кој што ќе покаже нели каква е состојбата на еден поголем дел од теренот. Меѓутоа, тоа најчесто се прави на места каде што веќе знаеме дека има свлечиште и кое што би го мониторирале во одреден временски период. Добро, без намера да предизвикуваме сензационализам, меѓутоа морам да го поставам прашањето. Велите не се мери тоа. Во моментов може да се измери, меѓутоа сте веројатно сте анализирале и научно и секако сте пристапиле. Можно ли е во догледен период или генерално во блиска историја, во блиска иднина, водно да стане закана за центарот на Скопје? Вака, ако се продолжи со овој начин на градба и урбанизација на водно и изградба на падините на водно, апсолутно постои ризик да се појават и поголеми слекувања на падините на водно. Меѓутоа, затоа и апелираме, затоа сме и денеска тука да апелираме и преку вашиот медиум, да имено и покренавме иницијатива и на Градежниот факултет веќе се работи на формирање на регистар на слечишта, со кој практично ќе се регистрираат сите појави и ќе се инсталираат системи за мониторирање. Не сите слечишта се санираат, значи првен се следат, како што кажа колегата претходно, кога ќе се направи проценка дека се во некоја критична фаза и се очекуваат поголеми деформации, да речеме, на падините, така да ги наречам, во такви случаи се преземаат позначајни, посериозни мерки. Јуда, за дискусија би сакал да го допрам и проблемот на факторот на човекот, вие го спомнавте во воведот. Значи, сметам дека тој во 90% од случаевите е главниот фактор кој влијае врз појава на слекувањата. Значи не дождовите, туку човекот. Комбинацијата од повеќе фактори е секогаш. Меѓутоа велите 90% човекот. Точно. Значи, земјотресите се еден фактор кој што може да предизвикуваат слекување, подземните води и атмосферските води секако и човекот со неговото влијание, ние го велиме антропоген фактор врз тие појави. Постојат ли ризични зони? Сега во моментов ризични точки од свлекување во поголеми размери, како што лековте и така, брзо неочекувано? Да, немаме проценка во моментов. Спомнавте сензационализам, морам тоа веднаш да се оградам, значи немаме такви информации, меѓутоа би сакале, еве Градежниот факултет, да биде носител на некоја студија која што ќе биде поддржана од Центарот за управување со кризи, од општината или од владата, не е битно Кој како треба тој процес да организира, таа студија да ја нарача? Па јас сметам дека Центарот за управување со кризи е точната адреса за покренување на таква иницијатива и да се согледа поширокото подрачје на падините на водно, со оглед што со години неплански се градело во тој дел. Добро, и кога станува збор од аспект на науката, веројатно науката предвидува начини како трајно да се стабилизира еден одреден терен кој е под закана од свлекување. Во таа смисла, дали е можно, со оглед на тоа што станува збори за приватни парцели во голем дел на водно, измешани интереси и генерално јавен интерес, трајна забрана треба да се направи за градба на водно, одредени делови во подножјето на планината, за да биде тоа трајно решение и издржано решение, или можна е комбинација од фактори? Ја мислам дека е можна комбинација. Тоа беше разговарано и на состанокот кој го споменавме на
пред 3 недели дека ако се прогласи кризна состојба, во тој случај имаме право да излеземе на терен, да направиме проценки и да преземеме соодветни мерки. Меѓутоа, тоа би значило и можна евакуација на дел од населението, што е сериозна, да речеме, акција и не сме убедени дека во овој момент треба тие мерки да се преземат, односно таа одлука за кризна состојба да се донесе. Меѓутоа, сепак таа одлука е во рамки, како што кажав, на центарот. Тој центар за управување за кризи треба да ја донесе нормално со консултација на експертите. Не сте убедени во моментов до следниот поголем дожд или можно е тоа да биде да се ситуацијата да стане алармантна на следниот поголем дожд или треба да помине сепак подолго време? Можно, апсолутно. Значи, атмосферските влијанија кои што ги гледаме во регионот, кои што се јавуваат и се јавувале во години наназад, го имавме примерот со Стајковци, ако се сеќавате, може да предизвикаат сериозни проблеми на падините навод. Што би значило тоа кога велите сериозни проблеми? Веројатно ова сега што се случи со клиничкиот центар би било минимално. Минимално. Да. Кои се другите можни сценарија? Повторно велам без намера да создаваме сензационализам, чисто да предупредиме што се можните сценарија. Еве при Видете, сега би било лошо да генерализирам, меѓутоа во одредени делови од водно, падините се многу остри. Како што кажавме, луѓето со своите објекти направиле одредени интервенции, засеци, ископи, кои што не биле заштитени соодветно. Зашто е таа состојба? Прашањето е на место, меѓутоа е тешко да се одговори. Веројатно проектните документации не биле соодветни во моментот кога се граделе тие објекти така натаму. Така да сега остаено простор каде што треба да се делува дополнително за да се обезбеди нивната стабилност. А инаку инвестициите се големи во тој дел, има и нови објекти и веројатно не е лошо да излезете и вие на терен со камера едноставно да снимите, да видите за колку густо, урбанизирано, изградено подрачје говориме. Така да и во случај тука климатските промени, односно генерално временските услови да не бидат благо наклонети, што може да се случи? Кога е таква конфигурацијата на теренот? Појави посериозно слекување на теренот на вод. Таму каде што се изградени објекти, што би значило тоа? Превртување на објекти одредени? Без земјотрес? Нивна дестабилизација и делумно или целосно руши. Значи можеме да бидеме принудени сепак за делумна или поголема евакуација од Значи уште збориме за превенција. Сега не би сакал, кажавте вие сензационалистички да говорам, не мојата позиција не ми дозволува и експертиза. Меѓутоа уште сме во фаза на превенција и ние алармираме едноставно, тоа е наша обврска и се надевам дека до надлежните ќе стигнат тие да речем овој аларм и дека ќе се преземат некои чекори за решавање на овој проблем, кој што рековме не е и онака нов. Не е нов, низ годините се градело многу и без план, меѓутоа сега сме каде што сме. Науката може да проектира мерки, да понуди мерки и решенија кои ќе значат трајно решение на проблемот и покрај тоа што штетата од аспект на градењето е веќе направена. Тие објекти се таму и постојат. Нели Може би една паралела би направиле со свлечиштето Рамина во Велес. Тоа е добар пример. Значи, слична ситуација како водно пошумувано на времето во минатото и после тоа со урбанизација полека се намалил тој шумски фонд, нели, антропогеното влијание и таму имаше активација на свлечиште некаде 90-тите години. После што се превземаат тие чекори за сите за кои што зборуваме. Значи, одреден мониторинг, се направија геотехнички истражувања на свлечиштето и потоа следеа фази на градежни зафади кои што доведоа до стабилизација сега негова. Таму кога ги имаше тие ситуации, рушени објекти, деформирани и така натаму, сега состојбата е подобрена, меѓутоа мониторингот кој што е предвиден, значи кој што постојано треба да се врши и од кога ќе ги преземеме ние мерките, во моментот ние колку што имаме информација не се врши. Значи решавањето на проблемот не е одеднаш, туку тоа се прави во фази. Не, сега што може да се направи? Нови подпорни конструкции, подпорни зидови, дренажа, ограничување на сите да речеме ограничување на нови градби.
како би била една мерка, ултиматум. Значи, Да. сето Што тоа е друго велам можно да придонесе да не ни се случи тоа и при поголеми дождови. Сето тоа е комбинација на мерки кои што би се примениле, значи тоа не значи дека целата таа зона ќе лизне одеднаш. Значи треба убаво да се искартира тој терен, да се дефинираат таквите зони кои што се под потенцијал за поместување, да се инсталира мониторингот и после тоа би одлучиле кои од мерките се соодветни за конкретна, ајде да речеме, микролокација. Но во овој момент согласни сте двајцата дека е краен момент за една научна студија, една длабока Апсолутно, анализа, да. што треба да предвиди можни сценарии и ризици и да даде можни решенија за тоа. Видете, тоа сме го побарале повеќе пати, како што кажавте и вие кога не представивте, ние сме експерти од таа област и ние работиме на тој проблем, ги знаеме светските искуства, европските, па и позитивните, колегата го спомна проблемот со рамина во Велес, кој што успешно сме го решавали, истиот беше решаван и од експерти на градежниот факултет и мониториран и така натаму. И сметаме дека е корисно за градот Скопје, е корисно за општина Центар и за на крајот на криштата за безбедноста на жителите на Водно. Да, видовме вашите слайдови од вашата презентација PowerPoint, каде што имаше и превртени објекти во Велес, каде што го спомнувате. Добро, кога станува збор за светската историја и светот и Европа познава искуства на свлечишта, каде што за жал имало и жртви, нели исто како и тука кај Шипковица кај нас? Од 2014-та беше 15-та. Добро, кај нас свечиштата се регулирани со повеќе закони, односно не се споменати точно во еден конкретен, меѓутоа во повеќе закони. Дали законската регулатива не е како што треба или треба да се интервенира и во некој закон? Тоа може јас. Да. Значи тоа е еден сегмент кој што има многу простор за подобрување. Кај нас влечиштата, бидејќи ние тоа го работиме секојдневно, се соочуваме проблеми да не знаеме во која надлежност одредено свлечиште кој ќе се појави, кој е надлежен да го решава проблемот. Пример, ситуацијата со Дирекција за заштита и спасување, значи таму кога се оди на комисија, мислам дека повеќе од 10 институции се среќаваат и на крај пак сме во недоумица кој треба да го повлече следниот потек и обично тоа се префарла на обврски на град, се стига до општина, до влада, стигаат информации. И на крај не е надлежен никој. И на крај, значи повторно се вртиме некако во круг. Значи светските искуства се дека има методологии за проценка, особено во европските земји, да речем, поразвиените. Каков е пристапот на Европската унија генерално кон свлечиштата и со кои закони таму е уредено тоа? Значи зависи во кој регион од Европа, да речеме јужниот дел, нашиот медитеранскиот дел, тука тоа е порегулирано бидејќи тие процеси се малку поизразени. Пример, Италија, Швајцарија, Австрија, тие имат многу убаво регулирани правилници според кои што се дефинира кои зони се, да кажеме, опасни, кои се у некаков среден ранг и кои зони се без никакви ограничувања, да речеме, во градбата. И од тој аспект кај нас е потребно, ние постојано тоа го апелираме да се отворат тие, да кажеме, законски процедури и да се надлежните кога вие апелирате? Ние апелираме преку нашата работа, преку научните трудови, публикациите, пример, не знам, просторен план, некои проценки кои што ги правиме за општините, меѓутоа, нели, тоа треба некој да го прочита понатаму, да го процесира и да се превземе акција. Значи нашата работа завршува до тука да го потенцираме проблемот. Одговорот таму за сега нема. Кога станува збор за европските стандарди во геомеханичките истражувања и управување со ризик, колку можеме да се споредиме со Европската унија, далеку сме од тие стандарди или? Па видете, ние се трудиме, тука ги спомнате стандардите, тие се стварно еден битен елемент во целиот процес и правилниците би рекле. Ние долго време работиме на имплементација на еврокодовите, популарно наречено, тоа се стандардите за проектирање во градежништвото кои опфаќаат и решавање на вакви појави како што се Повеќе свлечиштата. од 15 години. Повеќе од 15 години се работат, меѓутоа се уште е паралелна примена, да речеме 3-4 години се во паралелна примена со старите стандарди и никако да ги официализираме. Веќе Европа ги имплементира втората генерација на еврокодовите, а ние се уште не смогнавме сили да се одважиме и да работиме по таа регулатива, по европската најнова регулатива. Од каде доаѓа најголемиот отпор?
Па и не знам, мое мислење е дека стопанството не е спремно некако да одговори на тие барања кои што се еврокодови, кои што се најсовремени европски стандарди имено. Во нив се вградени 50-60 годишното искуство на европските земји и на тој начин практично се хармонизираат конструктивните и градежните стандарди преку една таква иницијатива. Јас сум и исто така и председател на техничкиот комитет 40 кој се однесува на еврокодови и национални анекси од Институтот за стандардизација, значи припаѓа тој технички комитет, и ние стварно се трудиме, долго време работиме на тоа да ги имплементираме и да станат единствени стандарди по кои што ќе се врши градбата и проектирањето во нашата земја. Што ќе доведе до едно повисоко ниво, повисок стандард и веројатно ќе го намали ризикот од вакви појави во иднина. Кога зборуваме за слечиштата, кои земји може да ги посочите како добар пример, кои управуваат со ризикот од слечишта, кои превенираат добро, и како на тој план стојат земјите од регионот? Еве колегата ви ќе спомна, Италија секако една од првите земји. Практично тие имаат лошо искуство, имаше едно големо слечиште во 60-тите години со жртви. Имено они имаат големи проблеми затоа што е таков теренот или морфологијата или литологијата, да кажеме, материјалите се такви. Не споменавме ништо за тоа. Имено и нашата земја, каже колегата, е ридско-планинска, меѓутоа изградена од млади формации. Тоа се воглавно меки карпи. Најтипичен пример се шкрилците што ги велиме тие се подложни на распаѓање и деградирање. Тој ефект во англиската литература се нарекува weathering, што пак е поврзано со терминот weather, значи под дејство на атмосферските влијанија од подцврсти формации стануваат меки, да речеме скоро почвени, и предизвикуваат такви појави. Ако ги споредиме овие сите меѓународни примери со наше водно, што би било применливо во ситуацијата? Да ви кажам, дали пошумувањето би решило поголем дел од проблемот или тоа е само... Први не би се дозволило да бидеме во ваква состојба. Сега сите наредни чекори се многу потешки и поскапи, кога со време не се планирале мерките и не се градело онака како што правилата укажуваат. Нормално не е доцна, никогаш не е доцна, и тоа сакаме, тоа е нашата порака денеска, да ги повикаме сите надлежни да преземат посериозна акција, и во тој смер ние се едноставно сме вољни да го организираме тој процес и да бидеме дел од тој процес. Веројатно одговорот ќе биде негативен ако ја прашам дали во Македонија се правеле, веројатно не знам денес како е, дали се прават доволно сериозни геотехнички и геомеханички истражувања на теренот пред да се дозволи градба на... Одлично прашање. Тоа е стара болка кај нас. Имено моето искуство укажува на тоа дека скоро во многу мал број на случаи се извршени соодветни геотехнички и по обем и по тип испитувања кои што можат да донесат до некакви согледувања кои што ќе се искористат во текот на проектирањето и во изградбата понатаму. Значи, самиот проблем, вие го лоциравте уште во почетокот, во делот на истрагите, најчесто лежи и како резултат на него се јавуваат сите процеси натаму. Во услови, значи, кога не се прават геомеханички истражувања, доволно, како што треба, тогаш кој би сносел одговорност за таа градба на ризични терени? Дали е тоа инвеститорот, општината, целиот систем? Видете, типичен пример за тоа е автопатот Киче-Охрица. Не сакам да ви ја променам темата на дискусија, меѓутоа и тамо се јавија слични проблеми. Знаете дека долго време се гради тој автопат и дека главен проблем се именно стабилноста на косините, кои што се јавуваат поради ископите, за да едноставно се повлече таа траса и да се изгради тој автопат. На таа делница своевремено не се направени соодветни истраги, и како резултат на тоа направен е проект кој што не е соодветствувал на квалитетот на материјалот на теренот и косините, односно аголот на косините кој што е проектиран. И од таму се генерирани целата, како да кажам, пролонгирање на изградбата на овој автопат. Добро, посебна емисија би правеле за автопатот, бидејќи станува збор за голем градежен проект, еден од најголемите во историјата на Македонија, меѓутоа сега за темава.
бидејќи рековте, кај нас не би се дозволило, односно во сериозна европска држава не би се дозволило да се доведеме до ситуација во која е доведено водно тука, во наша непосредна близина. Дали во таа смисла доцна е да зборуваме за аларми, за будилници, бидејќи така почнавме, предупредување и дека треба да се фокусираме на менаџерирање со последиците? Апсолутно. Значи, управување со ризикот е фазата во која што би биле сега, да. И тоа е можно и тоа е легитимно апсолутно и сметаме дека споменавте и вие, тие акции би биле составени од сет на мерки, различни мерки во различни фази кои што би се преземале, а со цел да се обезбеди и стабилноста, а со тоа и безбедноста на граѓаните. Ако имаме време, Лофи, би можеле да го вратиме времето назад и да го планираме како што треба Скопје со овие знаења кои ги имаме сега, односно веројатно е овој ризик потенцијален што вие како струка го гледате, како би изгледале овие стрмни падини на водно кои сега се полни со инфраструктурни објекти, колку од нив не би било дозволено да бидат изградени? Па веројатно хипотетичко е прашањето, меѓутоа добар дел од тие карпи. Ја тука би направил повторно паралела со некои искуства, да речеме од Италија, кои што имаат многу добро регулирани закони во однос на свлечиштата и би потенцирал дека и покрај сите оние анализи кои што се прават, проценки, сепак нели се вика проценка на ризик, проценка на опасност, сепак и во такви услови ние имаме појава на свлекување на теренот. Сакам да кажем дека проблемот, убаво рече Јосиф, ние не го решаваме одеднаш, туку го менаџираме. Значи, за тоа треба фазен пристап кој што ќе ни покаже на нас до кој степен теренот треба да го третираме со одредени мерки и дали некои чекори кои што треба да ги влечеме се итни, дали можеме подоцна да применеме некои од тие мерки. Значи, целиот процес во суштина е менаџирање на ризикот. Значи, тоа не важи само за падините на водно, важи за целата територија, да кажеме, на државата. Има некоја надлежна институција во Македонија, национална мапа на свлечишта? Некаков регистар? Значи, или... тоа е една од мерките што, односно акциите кои што ние ги предлагаме, да се изготви таков регистар, веројатно повторно Центарот за управување за кризи. Да. Интерно имаме податоци, меѓутоа... Значи, ние имаме податоци за она што ние сме го работеле на научно ниво, да речеме колегата Пешевски е токму за северозападниот дел, кој што е и најизразен во тој смисол со ризик за појавување на свлечишта. Во неговиот докторат има работено во тој предел и практично има картирано и има проценето ризик на поголем дел од појавите кои што се појавиле, да речеме, во таа зона. Меѓутоа, за целата Македонија не постои, немаме таква карта или немаме таков регистар и ми апелираме дека тоа е една од стандардите с кои што ние мора да го достигне. Уште едно прашање за крај, освен како водно, терен со потенцијален ризик како водно, каде би бил блиску до населено место за Македонија, прашувам? Освен оние патни делници со... Тоа што го спомна Јосиф сега, бидејќи ние со некои, да кажеме, поопшти студии утврдивме дека северозападниот дел, падините на Шара се под таков висок ризик. Населените места под Шара. Населените места под и на Шара, да речеме. Таму се реализираше еден проект во скоро време во рамки на програма на UNDP, каде што се, ајде да кажем, надмина одредени проблеми, меѓутоа тоа е малку и треба понатаму уште акција за да се подобри уште повеќе состојбата. Значи, таму и ерозијата е проблем, поплавите и свлечиштата. Тоа е еден од регионите, а за патни делници ги има повеќе. Да. Пример Мавро, Дебар би го спомнал, Македонска каменица до Кочани долу. Тие се да, оние кои стално не предупредуваат кога возиме во услови на... Така, добро, професор Пешевски, професор Јосифовиќ, благодарам многу за гостувањето во денешното издание, да се каже. Беше наше задоволство. Благодарам. Да, и за истрпните анализи и одговори. Почитувани, ви благодарам и вам на вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма, имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.